Добро вечер, Скопје. Чекај вака да ја погледам, пошто олку луѓе неам видено од Охрид. Тек вид. Градот кој се уште град на УНЕСКО, не знам до кога, градот кој има 365 цркви, го носит епитетот Балкански Јерусалим. 365 цркви за секој казино по една. Тек вид. Ајде со аплауз да видиме кај сме, шо сме, тоа е тоа. Добра екипа. Аплауз да видам скопјани само. Девојка овде со резерва. Од кај си, од Драчево? Аплауз провинција да видиме. Тоа е тоа. Тие сме. Пред неколку месеци бев на семинар овде и се запрев се на типка муабет и велам, абе, не дека Охрид нешто е подобра моде во Скопје, воздухот ви е ептен загаден. Ќути вика таму од кој е набутана цела провинција у центар, глане можеме да кренеме. И се осетив некако виновен што бев тука, пошто бев дојден на семинаров кај што презентира таја. Знаеш, и велам, а ти од Скопје си? Скопјанкона? Да, викат Скопјанка, сум јас од Јурумлери. Си велам, добро, ти си знаеш. Од Јурумлери. Си слушнал вика за Јурумлери? Како не? Тоа нема врска дека е два и го изговори. 2 дена го спремав зборов Јурумлери, да го кажам. И велам, како не, Јурумлери сум слушнал, тоа ти е познато местенце на 2300 километри источно од Париз, 3 километри после Трубарево. Ево и од центар. Типкава центар вече да си спијани, достигни дома и трезнајке. Кој ќе ја праша татко и мајка и кај беше, ќе знае да им одговорит. В град. Тоа е тоа. Не знам друго што зошто скопјани се љутат кога ние охриѓани ќе им речеме педери, например скопски педер и ред други работи. Се љутите? Уживај. Жена си ти. Жена си ти, педер си, факт. Шо? Мора да мажена си? Пак си мажена си педер, иначе како? Нема врска. Не ти се мешемо фетиши. Се паркирам Рамстор и екипа војде да земи нешто цигари лево десно и мијат еден човек вика, дечко, од кај си? Од Охрид. Дали ќе ти е проблем ако дојдеш до кај колава нешто да ми помогнеш? Јас со добра душа, чиста совест, да му помогна на човеков. Вика, ако ме фати закур, кошуља карирана ќе ти купам. И си велам, бе, не сум идиот, го е таму, шетај, јевам педерот. Така да нема врска, не се скопјани педери. И напнат од ситуацијава, идам према МКЦ и кој што се движам она се, и ми пристапи едно до 13 годишно дете, вика, Чичко, леле си реков, ако и тебе треби закур да те фатам, в затвор ке лежам бадијала. Повели волјам Чичино. Абе, вика, добар ден, извини, упалјач да немаш да ми позајмиш. Го гледам детево, го гледам врака, джоин држи цинкир, Snoop Dogg го има виткано, на двојка чиста. Го гледам джоинтов, го гледам детево, не можев да си повервам дека 13 годишно дете од денешниве генерации имат општа култура. Добар ден, Чичко, ми рече. Некултурно од мене ќе испадне дека детево е покултурно, да ви се представам. Јас сум тазе женет. Нормално нема аплауз, пошто. Тоа е тоа. И откој се женав, одма другари ми вика, табе се жена, почна коса да ти паѓа, си пуштил брада, не бе брат, голем, нема врска, тоа само глава ми е напаку свртена од кој се женав. Инаку се шишам кратко, пошто без брадава изгледам на Овен Вилсон после хемотерапија. Тројца го знаат Овен Вилсон и тоа нема врска. И имам 29 години, коленава кај да е, 45 ки ми полнат. Полојнава наполна 60 пред 2 недели. И се викам Илија, некој што ме представи брат учет. Некој ме вике Ико, некој ме вике Илче, од кој се женат другариве не ме викет пошто. Џабе ке викет. Еднаш ми вика, ајде демек напиво, чекај, велам да прашам жена ми, и влегвам натре, излегам она нервозен, абе, која е бат, ојте вие. И знаеш, мајка ми ме вика Тико, татко ми уште од мал почна ми вика Тела, не те тепам.
Знаеш? И веќе 5 години кога што се занимавам со стендап, кога им кажа на татко и мајка ми дека сакам да станам стендап комичар, дека сакам луѓето да ми се смеат на смешки или дека како изгледам, тато ми рече: синко, слушај, ти не си дете, возрасен си, можеш да размислиш кој што треби, знаеш дека секој пат сум ти бил поддршка во секоја одлука што си донесол, така да каква и болест да имаш, заедно ќе ја поминиме. Мама пак, ај после ќе се напијам. Пошто мајката предност има. Мама ми рече: синко, ако ти стани стендап комичар, од мене поќе ништо нема да добиеш. Морав да се женам, иначе секс немав. Пичку мадери. Ја однесов татко ми, мајка ми на да едно шоу, чисто да видат што е стендап уствари, и јас бев единствениот во публиката што се смееше, пошто се гледаше дека на изведувачот му е прв настап, дека имаше трема, не го знаеше она баш најдобро материјалот. Јас во знак на поддршка се поќе се смеев, пошто знам како е да гориш на сцена. Се смеев се до моментот тато кој ми се сврти, кој ми рече: Копилено, не се смеј, в црква сме. Господин. Се сеќавам на мојот прв настап, имав трема, некош имам вечерва, ама имав трема, нешто слично ако кој имав она требана на прво сексуално искуство. Искуство што траеше 30 минути, 1 минута клецав, 29 се извинував што свршив пребрзо. Ама мајка, ако не ти простит, си ева мајката. Тоа, ајде, вози, нека имат аплауз. Не, 8 март, ама мајките се најбитни. Мајчинска љубов, таа е таа. Покрај тоа што се занимавам со стендап, по професија сум графички дизајнер, така да работам карго. Македонија вечна. Единствено нешто што ме бенди свит во работава е тоа што секој ден се среќавам со секакви фаци и имам таа среќа сите такви секакви да се среќаваат со мене. И звонам на господја за да ја прашам за достава на пратка и типкаваме упатви на локација, ми вика: дечко, градска болница, знаеш кај е? Знам кај е, па не таму, наспроти поштата, имат зграда, покрај зградата имат сокачи, пред сокачево трансформатор имат, ќе видиш една куќа без фасада со син чадор од Пепси. Ама ти паркирај се кај зградата, пошто воопшто нема да ја видиш куќата, пошто е внатре во сокачето. А јас ки се јавам на свекрва ми да излези да ја земи праткава. Прво чудно ми падна, мислев дека женава ме заебават. Која сна мој да ја нареди на свекрва и дојде по пратка да земи? Си велам: јеби га, ајде, се паркирам се покрај зградава, близу трансформаторов, чекам 10 минути и накрај донесов она погрешна осуда. И ја гледам свекрвава, идат сега на кај мене, ми мафтат, затоа познав дека е таја, и врат се носеше детенце. Внучето валјда од снава, од синот, како и да е. И се едно време детево скокна од кај бабава, почна трчат да прави некои гестикулации чудни, да се мават за стомак, да се чепкат за рамења, да кенкат. И си видам: гледа, детево греот, мака си имат, сигурно со посебни потреби. Си велам: тоа е сега, Боже мој, се дешават. И како што иде господјава, за да ја дам праткава, ми вика: дечко, почекај малце, извини, Давидче да се покакат. И го зеде бабава Давидче, го крена, го клекна до трансформаторот, тука го посра. И си велам: Илија, кретену еден, донесе погрешна осуда. Детето стварно си имало мака, ама бабата била со посебни потреби. Инаку, кај што ги спомнав родители, мојот пат во стендап комедијата, имам супер родители. Татко ми на 18 години служил ЈНА, на 19 години со неговата тогашна девојка, сегашна жена, доживеале несреќен случај, сум се родил јас, 6 месеци после нивната свадба. Така да, ако некој пат ви интересирало како изгледа 29 годишен неуспешен абортус, тој тато е на олдскул родител со мерки за воспитвање, шамар и каиш, пошто во ЈНА. Јас сум од она генерација што не е растена со леп, туку со ќотек. Мама пак е од оние мајки што се грижит. Незем најбитно е, ако излезеш, ако врни надвор, ако излезеш со чадор да се врати дома, пошто 400 денари е. Дете ќе го скрепаш, така.
И друго, ако земе жена без нозе, мама ќе беше првата свекрова што безусловно ќе си ја сакаше сната, пошто немаше да ја гази обуена на тепихот. Еднаш имав собраќајка и со моторчето кога што паднав бев лушпа напрен, крв течеше од мене и стигвам дома во дворов, го паркирам моторчето, влегвам ходник и велам мамо излези во ходников, те молам без паника и оттаму слушам на агресивно тропање на метални предмети, затварање фиока и само идат го спојава. Ако имаш влезено обуен на теписите, има на татко ти да му се јави се та пичка мајчина да ти ја знае бит. Мајка. Не беше и матер. То кај бевме се? Ајде да наплав спонтан, да се напијам. Инаку, имам брат кој е 6 години помал од мене и за него на се насветов давам. Кој беше помало, што беше умен, му се направи кила, брух. И мораше да одат 2 недели со мајка ми на болница. То за мајка ми беше шок. Го спрема брат ми и ги зеде теписите со нејзе да газиме со тато обуени, знаете, дурне тука. И што ќе велев. И сега во тој период бев много натажен, пошто би беше грев за брат ми, помале, знае дека ќе го сечат и ред други работи. Курето 20 сантими му го скратија на 15, за да истат килава. Уствари не било тешко то што тежи, не биле кила што тежат, туку младињата. Нема врска. И сега би беше стварно тешко и татко сакаше да ме утеши, да не сосетам натажен и вика синко, знам дека си тажен, знам дека ти е неубаво, криво ти е за брат ти, ама ќе помини све. Дали знаеш ти, јас и мајка ти како го направивме брат ти. Голям тато тогаш за мојот 5-ти роден ден, кој ми имаше купено на торта чоколадна во форма на шнит, обичен. Јас од тортата, со топката од Чичко Миле што ми ја даде, кој шутна во масата, кој ебав тортата. И откој си заминаа гостиве ти кој ми еба мајката, еднаш физички, еднаш буквално. И вика, не синко, то друга тепачка беше. Едно сабајле станав за нариби, рано беше 3:30 негде, вика ти ги спремав јадиците, елекот, црвите, проверив цигарите дали се во мене, билтенот го зедов, пошто тато без мене, без мама и без брат ми сегде можеше дојд без нас, она ама без билтен нигде. Тоа и земам се, вика се спремам, излегам надвор, отварам врата, гледам дожд, турива, ветар, креват, се видам заебити риби, заеби таква работа, со чутенката, поскали, така и мајка ти под јорган. И велам на мајка ти, кој е невреме надвор женови. И мајка ти ми рече, знам, маш ми само што замина на риби. И така станав поголем брат, 9 месеци покасно, горцум на него. Инаку, бевме сиромашно семејство. Порано, мајка ми беше вработена како шивачка, татко ми беше невработен в кладилница. Ама без разлика на сето имавме, секој пат со брат ми што да јајме, кога јадевме јајца, кога јајца на око, кога кајгана. Зависно од спортската прогноза и ќотек знаевме да јајме. Еднаш го прашав бета што ќе вечераме денеска, ме гледат вака илам, викат не те тепам, и одам јас. Така не викаш. И одам јас до него, викат што ќе вечераме, а? Да. Борусија Дортмунд да ги праша што ќе вечераме вечера. Тогаш Борусија ги тепа на Бајерн, тато ме тепа мене. 1-1, 3+. Тој, татко. И еднаш за 8 март имав собирано пари за да купиме нешто на мајка ми за поклон и излегваме се со татко ми по чаршија и тој се сретна со еден негов школски другар кој сега е успешен доктор во Охрид, еден од сите двајца што се останати. И сега се среќаваме со него и му вика докторов на тато диме шо преш, ништо бево излеговме за да купиме нешто за 8 март за женава, ти, бев и јас си купив еден пар убетки на мојава и една кола. Ако ни се бендисет убетки да има со што да ги смени. И ја осетив в душа овде, таа болка што ја осети тато, пошто не можеше таков поклон да ја пружи на мама, не можеше на таков начин да ја задоволи. И му велам тато, уживај, немој да се секираш. Ич,
Тој и купи две работи и ние ќе купиме на мама две работи. Ќе иземе еден пар папучи и на жица залишта спружвење. И бе гледат и викат, зошто? Ама ако ни се 10 папучиве со жицава дојде се обесит. Не се само докторите паметни. Има нешто и во нас глупите. Кој што да, сиромашно семејство и татко ми и мајка ми веќе имат 13 години кај што живеат во Германија, заминаа во потрага по подобар живот. Јас и брат ми останавме овде. И во тој период од животов брат ми имаше околу 13 години, јас имав 18-19, така нешто и мора да се грижам за него, да го воспитвам, пошто не може мојве не беа тука. И во тој период бев она антисоцијала до степен што немав ниту другари, ништо околу мене. И си реков преку Куров, направив Facebook, направив Instagram профил, се социализирав, почнав да запознам другарчиња, ми се подобри сексуалниот живот, ги открив Pornhub, RedTube, Brazzers и ред други. До толку ми се подобри сексуалниот живот што почнав да имам чести тахикардии. И одам сега кај другар му од тато на преглед, волам, добар ден, чичко доктор, добар ден, повели, абе волам вака и вака, тој и то се дешава, имам чести тахикардии. Да, вика, тоа е нормално да имаш чести тахикардии во таква состојба од животот, во тие дејства ако ќе ги правиш. Ако сакаш да ти престанат тахикардиите, треба да престанеш да мастурбираш. И го гледам си видам зошто море преубое. Затоа што сакам да ти напишам рецепта во моментов, дома ти продолжи си пак. Отко се социализирав, кој што спомнав, почнав да запознавам другарчиња, запознав едно пријателче, по професија беше фотограф. Имаше некоја чудна насока во сликањево, сликаше напуштени работи. Една година за Божик мене и брат мене слика. И ме вика да излеземе на пиво, ајбе молам брат, супер, не е проблем. И еме са во една кафана локална и седиме на рачеме пиво. Доседиме на се прево, се отворат вратава, промеа мават, гледам една, да не речам дека беше дебела, да не се навредат жениве, полна со љубов беше. Кипаше. И молам брат, види колку е дебела ова, кој е гладна, сите ќе низид во кафанава. Аме вика, не ади лајна, сестра ми е. Супер, молам брат, сестра. Само мене и тебе нема да низид. И почнав да и се пуштам на типкава, си велям ко не јебе свашта, не јебе ништа. И ми опали. Знаеш, ја носам дома, влегваме внатре, седви типкава на троседов и велям нешто музиче, може да ме викат пушти нешто смут джез. Јас баб на радиото, Дивле јагоде, Криво е море, джез верзија. Шо? Джез, ја. Откаде аз дам джез, шо е мори сестро. Од депресија пред 2 недели излегов. Може да ти кажам како да си ги исушиш вените и да не те воли стапот за истото. И сега, знаеш, седвам на фотелјава, пошто троседов захватен беше. И седвам сега на фотелјава, почвам да и се пуштам, да ја галјам. Ја фаќам за вратовка, ја редам задувце, ти реков ми рече и шептам нешто. Ја земам ракава, одам по 3 двојве надолу. Не знам дали цицка или стомак фаќам. Мижи, замислувај нешто друго и терај надолу. И сега стигвам до ова пределов, откочам Петличево, пукат воко ме земат, со мижење таман, уште пубо да замислям. Стигвам до пределов, ја пикам ракава натре и право на полека гиди. Типкава очи превртвит. Ме викат подлабоко, јас не е проблем. Гиди. И сега типкава се запали, зеде, не јас да ги слечам фармерките, таја сама се ги слече. Слеквење фармерките, едни жолти гаки луѓе синкир чадор од крикри некој пушти пред мене. Сијела сонце ме огреа. Тоа е. И сега си велам, мора брат да го направиш дејство кој што треби. Се качвам на типкава од северозапад, југоисток слегвам, дури ја најдам дупкава кај шо е, зошто е. Таман ја најдов дупката на толку мачење, типкам викат море глупаку нев папук. Аман, зошто? И стана типкава, ги облече шаторскиве крила и викат, ама, слушај, викат, јас сум програмерка
Ти за мене си демек обичаен глупак. И велам зошо глупак Светле, шо е вреѓањево? Не знам, а ти изгледам, не знам. Боже мој, тоа не сум јас криv што си дебела. И вика, слушај, јас сум програмерка и ти си ептен глуп. Аз си реков ти, сега ќе ти кажам, слушај ме на Светле, програмери, не е за мене кодов ќе го напишиш таму во Turbo Pascal, не знам ни во шо пишиш, не е ни битно, то за мене не се програмери. За мене програмери се оние луѓе што на Дигитрон ќе ја погоде точната комбинација на бројки, сестро, и кога ќе го свртиш ти ги Дигитронов да прочиташ Ебизе. Фала ви многу, јас сум Илија Богдановски од Охрид. Држете го аплаузот за Зоран Донев. Илија Богдановски, ladies and gentlemen. Јас и Ико имаме една заедничка работа, исто ја сакаме мајка му. Сега тој се жена, сега само јас ја сакам мајка му. Иначе јас сум Зоки, работам ко шанкер, веќе 17 години, така сум и психотерапевт, по слободно време. Живеам до гробишта, кој што кажа братуче. Тоа е една елитна населба, што е најскап квадратот. Немој секој да се дозволи во денешно време. И таму имат тоа е. Кај што заврши животот во Охрид, имат гробишта, јас сум и стари ергени. Стари ергени не прамува бе луѓе што не се машини, тоа е карактерна особина е тоа. Пред кооперација се со тренерките од ЈНА, со бели траки, мислам, бели биле на времето, некогаш. Сега се само траки. Капче портокалја од некои избори и она седет и прават муавет. Ја оправијат ситуацијава цело време. Женат сум и јас, имам и дете. Да. Сочувство, знам, фала. Така да чим јас и Ико се женавме, за сите имат шанси во животот. Не сакирајте се. Да, и, знаеш, ми викаат другариве дека од кога ќе станиш родител, од кога ќе станиш татко, ќе ти се смени животов. Не им вервев, во право беа. Ми се смена 365 степени луѓе. Прво осетив промена кај мене. Станав многу поемотивен. Првиот пат кога донесовме бебе од дома, го стадовме на кревет, спиеше. Жена ми да се стушират, јас не знаеш што да правам. Во собава. Го гледаш твое, немаш контакт никаков и пуштив прст вака. Ме фати за прстов, 40 минути плачев луѓе. Ко ненормален, вака, реки да течет од мене. Жена ми дојде во собава, вика, Зоки, ови в продавница купиш не? Шо бе плачеш? Ева те, пичуле, ева те. Да, и од тоаш немам прекинато со плачење. Сега плачам, заш грбов ме болит. Заш на почетокот бев успаванка, сега сум забавен парк дома. И ми рече еден другар дека, кој што расти дете, кој што крева на килажа, болкава на грбостанниц све појака, се спуштат подолу и подолу. И во право е, пошто еден ден ке стани тинеџерка, ке напред 15 години, ке pain in the fucking ass. Друга работа што ја научив кога беше бебе, керка ми, многу битна работа, кога ќе плачи бебе, да не е твоето. Друго, колку сака нека плачи, твоето да не е, пошто ако е твоето, ќе треба да го земиш, да го крениш, да го заспиеш, па ќе те фатит грбот. И се појќе ги разбирам луѓе што заминале по цигари и не се вратиле појќе дома. Не дека би го направил тоа, ама ги разбирам. Сваќам од кај е причина. Сега до душе не може да го направиш тоа порано, било многу лесно, излези од дома по цигари, па првиот автобус до Драчево. Доста е, не мора нигде подалеку да дојдеш. Само пресели се, почни нов живот и топ. Сега за успешно дојдеш по цигари, треби, не знам, прво да ги стеш сите пари во кеш, да смениш социјални мрежи, да ги свалиш телефонот, да смениш лична карта, личен опис да смениш, нов пасош, да смениш начин на одење, пошто може на скинер да те фате негде. И накрај треба замениш на некој место ко Сибир и Аљаска, таму е минус 50. На минус 50 ще ми куров ке ти се пуши цигаре. Не дека ја многу размислувано за ова, ама така е.
Не, интересно е. Знаеш, и сега сум во период кај што треба да одлучам каков родител ќе сум јас. Пошто имам примери на родители, едните се од родени во 50-60 години од бившиот век, од златната генерација на Југославија, оние што едва знаат дека имаат деца по дома. Тоа се моиве родители. И овие новиве младиве родители што се ептен препотресени по децаве. Не оставаат ни прашинче да падне на нив. И двата се лоши примери. И знаеш, цело време се среќавам со такви ситуации, си правам паралели, знаеш. Пример, пред некој време бев во Тинек, си видов едно дете од 5-6 години беше во количка го носе, мислам, во количка за деца, онаква. И знаем дека све беше во ред со детето, затоа што почна еден момент да шутираат по продуктите, да се буни, затоа што сакаше 10 сникерси, а мајка му имаше пари за 8. Си викам, во наше време ние вака да направевме. Немаше теорија, луѓе. Немаше шанс, имаше на работа што држеше дисциплината во такви моменти. Тоа се викаше ополјот на тато. Изгледат вака. Тоа во превод значи, што и да планираш следно да направиш, не прави. Пошто има да ми ти се вид сето пиче мајчино пред сите. Друга работа што видов исто по чаршија, татко беше со некој дете, го носеше за рака и детево му викаше на татко: "Море мајмун еден, тя залепа мене и ти кажам." Сикам мајмун еден, мајмун еден, да му речев јас на тато. Имаше ме шутират по цела чаршија, накрај на плоштад гол ке даеше со мене. Исто порано се знаеше, дома имаше златно правило. Најмалиот оид на продавница. За жал, јас бев најмалиот. И она кога ќе ме пуштаа на продавница, немаше пази преку улица си, некој ќе одиш, гледај лево десно, ако видиш непознат, бегај на другата страна, не. Даваја бројани пари, вика јас да мислам дека ќе да се враќаш. Слободен си. Кога имаше гости, по 15 пати ме пуштаја. Вина, раки, пива, све имам носено дома. Мислам, тоа сватив прв пат дека можам брзо и ефикасно да пијанам луѓе, затоа сум шанкер сега. Сега за да пуште дете на продавница, прво се свиквит фамилиарен состанок. Заседават мајката, присутни се двете баби, двајцата дедовци, фамилиарниот миленик, пошто и да имат право на мислење во денешно време, и алфа комшивка. Таја тука е. Никој не ја вика, тама постои. И овај татко исто е присутен, и прават муабет, разговараат како и колку ќе влијае тоа на психофизичкиот развој за детево да појде 300 метри до продавница да купи ќофтиња од соја. Море кој ќофтиња од соја, еден тон раки имам дома донесено, шо ми фали тева. Политичар не станав. Значи не сум ниту клептоман, не сум ни патолошки лажго. Така, барем 2 од 10 Божји заповеди си поштовам. И ако заклуче дека е во ред детево да појде 300 метри до продавница да купи ќофтина од соја, тоа штаткот е должен да го запали фамилиарниот дрон и да го прати детево лајв. Татко од гледа на екранов, мајкава на тераса е. Пошто таа не верви на технологија, мој да имате на секунда гличи кузни што ќе се деси. Страшно, исто имаат различни ситуации такви, некој што си ги размислував, пример, беа на гости дома едни пријатели со дете мало и детево, само што седнавме, направивме кафе, почна сакам дома, сакам дома, сакам дома. Стана и си ојде. Ние кога ќе одевме на гости, во истиот момент кога ќе влезевме во куќава кај домакинов, децата не постоеа поиќе. Ке не напикаја сите во една соба за деца, во 10 квадрати 6 деца вака ќе ги начукаја. И се остануваше на гости, се знај, тато дур не допие. Дали тато ќе допие чашата, бокалчето, бочката или било што таму, тој се знае. Ти како ќе си поминиш во собава, твоја работа. Дали ќе се дружиш со децата или чврги кај цела вечер, тоа од тебе.
Накрај кога ќе заврши, кога ќе реши тато дека се напил доволно, се отварат вратава и мама си ги зема децава да си ги подигнат идат. Ова беше мое. Она онде што спиет и она на лустер. Зоки и слеги. Обично јас бев, тој на лустер обесен. Исто сега родителите ги поддржаваат децава за све што прават. Мислам, нормално и јас ќе ја поддржувам керка ми. Мислам, уште од сега планирам, пошто веќе одит некое време, планирам веќе да почнам да учи борешки вештини. Не мора нинџа да е, не мора да иде на светски првенства, доста е основното да го знаете. Да мават машки помадиња. Пошто еден ден ќе се сретни со машки, а машки ве се идиоти. Мислам, ево, знам. Идиот. Ево ме. И колку што ќе вежба, да, и јас ќе вежбам, не дека не, јас веќе почнав секој ден тегој, склекој, одам и на џиу-џицу, учам нови работи, планирам да ги зајакнам рацеве за еден ден кој ќе ми донесе 15 годишен pain in the fucking ass, кој ќе се поздрави со тато, сакам да осетит притисок. Кој ќе го фатам за рачето, да знај дека тој ако планира нешто неелбо на керка ми да и напред, тато него ќе му вид матер. Фер. Не, ама стварно некојаш претерве со поддршка родителиве, тоа го приметив кај ни пријатели, ме викнаа на гости. Уствари ме викнаа да креваме троседи, не беше тоа на гости, ама тоа е. Видов, имаше на еден пиедестал таму поставен, некој трофеј, дете во сликано кој што го зема трофејов, викам, и браво Малиов, фудбала. Вика татко, да, искрен из очиве, горд татко, играт Малиов, добар е. Викам, ова најдобар голгетер беше? Не. Голман најдобар? Не. Најдобар одбранбен? Не, за учество му го дадоа. Некои деца таму играле фудбал, ова се дружело со нив, му дале награди, овие го клале на пиедестал, го осветлиле кој да е руска проститутка. Там е прости софрава. Не, стварно, мислам, не ми е јасно. Јас бев на такмичење пред неколку години, теквондо тренирав, бев во Босна на надпревар. Таму имав 3-4 борби до финале. Стигнав до финале и изгубив од бивши светски шампион. И бев презадоволен затоа што убаво бегав од чотек. Накрај освојав сребро, не јадев чотек, многу. И се вратив дома после 20 и кусур сати патување. Само што стигнав дома, татко ми беше разбуден. Влегва ми вика, дојдов. Джокович, што направи вчера, бе? Никако си, ни дали си јаден, одиш, не. Јас сум бил на такмичење, сум се тепал таму, голема работа, деца ко деца, ке се степет, ке се смирет, никому ништо. Битно е, Джокович што направил, јас да сум жив и здрав. И сега, уште веќе 3 години скоро ќе пред керка ми, не можам да одлучам каков родител ке сум, пошто немам време. Немам време, луѓе, иде сум ни наспан. Плюс во последно време некои кошмари ме јадет, тут страшно е, луѓе. Една вечер сонмев дека некоја киднапирал жена ми. Малку и среќен бев тоа, ама... Не, кошмар беше озбилно, мислам некој таму бивши на другарка незнина со некој други се сдружиле, а киднапирале, па ми пуштија писмо, немав пари толку, па не знам се заборчив кај лихвари. Беше од оние соној кај што одиш негде, ама не можеш да стигнеш цело време, ви текви сте ги имале сигурно. Но време се разбуди во паника, се свартив, гледам жена до мене, проверив, мојата е, добро. Во ред, подмирени сме. Другиот ден сонев еден кошмар, комшииве ми станаа зомби. Не мртвите, жививе правиме муавет. Зомби апокалипса во Лесковец, то ние го викаме мртва сабота. Па исто после тоа сонев многу заебан сон, правев некои ДНК анализи, испадна дека керка ми не била моја. И не беше то најстрашно да речам, уште пострашна ми беше реакцијава на луѓето во сонот. Сите му бед века, уживај голема работа. Не било твое, да е живо и здраво. Абе, нека е живо и здраво, јас не викам тоа. Не е криво детето, абе, никој не го криви детето. Процесов на прајање на детето го кривиме.
Страшна работа. И onda станав исто, поуморен од пред да си легнам. Влеквам од дневна, веќе гледам ќерка ми си викам. Немој да не е моје, бе. Немој да не, исто е ко мене. Озбилно, исто е ко мене. Мислам, брада нема туште, ама... Многу личим, исти црти имаме. Реков, ова мој да не е од мајка е. Мој сигурно е. И викам, дента, жено, сега ќе се спремам, ќе пишам материјал, три за Скопје да се спремиме. Вика, добро, ама јас имам работа, ќе излезам, ти чувај го момичево. Па, окей, среќа живееме во иста куќа со мојве, тие се еден спрат подолу. И вика, мајка, заигра малце, па ќе спуштам долу, јас ќе пишам. И почнавме да играме со керка ми нешто, и вика, мајде сега, оди долу кај баба и кај тато треба пиши материјал. И викат, не требиш, пишиш, ич. Молим, викам, не, стварно треби, пошо треби пред луѓе да излезам, да наставам, треби да ги насмеам, треби да сум интересен. Ме гледат, Бранч. Бранч ми викат керка ми, од поанимираниот филм, онај Тролс, ако го имате гледано. Таму главни улоги се машкото е Бранч, то сум јас, женската главна улога е Попи, керка ми, мајка ја викат лошата вештерка. Сама одлучи така, никој немаше влијание на тоа. Сега ја даде друга улога, сега ја викат облачето. Значи, Тролс трај сат и пол, облачето се појавува 20 секунди. Таква улога имат мама за не се може. Мојте да замислите кој е најсреќен за поделбава на улоги бе дома. This guy. Викат, Бранч, качи се на креветов, имат ход лава долу, ќе си играме Finding Nemo. То играва значи дека ќе се пикаме под кебе, ќе глумиме дека ѓуриме и ќе го бараме Немо. Откако ќе го најме Немо го јадиме, пошто одохри сме, сепак. Откако изедовме едно 20 кила немовци, и викам, ајде сега да те спуштам долу кај баба и кај дедо да пишам материјал. Викат, ајде, окей. Јас спуштив долу, се качвам со трчање, отворам дефтерот, пенкалото го зедов, телефонот ми звуна. Жена ми. Викат, шо преш, ја викам, само што почвам да пишам. Супер, викат, да ми помогнеш ручек да направиме. Кај си, викам, не те гледам, како ќе ти помогнам, не си тука. Не, ќе дојдам јас за 2 сати. Аха. И шо три да направам, викам, за да ти помогнам? Реброто истаено тие, викам, знам, ребрата истаени, не се уште од време на Адам. За сега ние време да немаме. Не, викат, слушај, ваму, комедијанту еден, реброто истаено од фрижидер. Јасно? Значи, ќе го маринираш со сол, пипер, ќе клаиш малце лукче измеѓу, мајчина душичка одгоре, маслиново масло, во тавчето ќе клаиш вино, во виното можеш рузмарин малце да клаиш, на 150 клај го вредна, и викам, ти што ќе направиш? Ќе јадиш? То ќе е помошна твоја? Не, викат, јас салата ќе направам. И викам, браво, помош неверојатна. Се изнервирав скроз, лупнав на маса вака и станав ручек да правам. Во средина на спремање на ручеков ме текна дека од салата дома имаме само спомени. Од прошлото лето кој имавме дома зеленчук. Си викам шо салата ќе направи женава, не знам, ќе видиме. Завршив со спремање на ручекот, кладов реброто на 150 степени и таман седнав да пишам пак материјал, ето ја керка ми со плачење од долу. Тато! Да ме бациш! Се гребнала нешто таа и сега мора да дојде кај тато да ја баци, пошто иначе нема да помини. Ја бацнав луѓе на то гребањчето, ко ме олјути, оган ми излезе од устава. То мојве намачкале со некоја масо да лое вера или бело, која друга вера, не знам. Ама не вера ке да беше. И тоа сватив дека уствари дедо ми, баба ми мене појќе ме сакат колку мама и тато што ја сакат, керка ми. Јас кога ќе паднев не ме мачка со масло да лое вера или со нешто што можеш во аптека да го купиш. Со ракија ме мачка. Кога ќе ме намачка уште 3 дена после ме болеше, ама дедо ми одуста, ваѓаше за мене да ми е поубаво. Ја заиграв некако нешто, почнав да се глупирам за да не плачи, ти викат, бе, Бранч, колку си смешен. Викам, тебе смешен ти сум, ама после Скопје ќе го јадам курото,
Што ќе јадиш? Ништо, викам. Ребро ќе јадеме после уживај. Не, знам зашто ми вика така, ми прави лице и та не мисли дека сум смешен, ми прави лице зашто е рак во хороскоп. За тие што си поштовате хороскоп, тоа значи дека е емоционален манипулатор. За тие другите што не... Ево, ракови е. За тие што не знаете од хороскоп, то ние го викаме жена. Фала сите тројца машки што дадовте аплауз. Нема врска. Тоа ми прави така лице, пошто требаше да има една продавница. Ако ќе има една продавница, таа си има мени. Знаете што сака да си купи стално. Влегнеме в продавница и прво земат мало сокче тетрапак, вива сок во фолија, сок од пола литар, сок од 2 литри и туна. Не е туна. Не знам заш земат дете во туна упорно, ама не знаете со која брзина ги реди туниве во корпа. Она јас си стаја туна во вратија на сталажа, сврти се со продавачка, нешто муаве да направам, гледам 3 туни. Шо правиш, ало? Таманија кандисав да не ја земат туната, поиде авокадо да купела. Викам, ти знаеш што е ова? Знам, авокадо. Оцко вака е, 3 години ќе правим. Веќе е жена. Викам, Керко, таа ги покрајнаја плативе во ред, ама све друго исто така крајнаја, така да немојме да си дозволиме уште авокадо. Трето уште 5 пати да ги зголеме плативе, за мојме авокадо да купиме. И она ме гледаат вака и само го кладе авокадото в корпа и си замина. Дека јас го сакам, ова ти слободен си, што сакаш зборби? Сваќаш дека имаш работа со 3 годишен терорист. Немат преговарање. И на крај, реков, ќе оземе авокадово, ќе се запишам, кредит ќе кренам. Викам на продавачка, ево ова што е во корпа, и еден жилет дај ми. Вика, што ќе се причиш? Не, викам бубрегов да го истам за многу години. Се вративме дома, беше дојдена и жена ми, седнавме да јеме, се препукав ко ненормален, пошто нема време претходно да јадам, изедов колку што јајд просечен африканец на годишно ниво. Не можев да дишам повеќе. Имаше салата направено жена ми, да ја пофаќам, мислам да не испадне дека само ја кудам. Имаше салата направено, се преадов, викам сега жено одам да дребна малце, пошто немам енергија за пишење. Вика, то оди. Озбилно? Да бе, оди лек. Сигурна си? Да бе, да, вика, то оди слободно. Немој после да ме зајабиш нешто, викам, рече, пред Светоков. Овај. Ојдов луѓе в спална, се залетав, скокнав, заспав и паднав на креветов. И одма кошмар ме фати. Најлошиот, мислам, досега што го имав имано. Сонвев дека со бандава седнати бевме на кафе, она лабаво све и ето ти пак зомби од таму. После свативме дека не се зомби, уствари, ко се приближа, свативме дека се Цеца и Елена Карлјауша. Не нашминкани! Тоа беше све од мене, фала ви многу, супер публика сте. Задржете го аплаузот за Никола Братуче Силјановски. Спонтана аплауз за Зоки, ве мола. Нешто лично мене, што многу ме смеет, се несмасни луѓе, трапави што ги викаат, знаеш? Лижит сладолед, например, му капвит, да види што се има десено и со нокто во око ќе се прободи. Знаеш? Или парфем, например, сака да стави прска 2 пати десно, еднаш ка во око на онкологија завршви. До тој степен несмасни луѓе. Например, имаат, ова верувам дека на секој му се дешават. Мене 3 пати неделно ми се деша. Влакненце да ти застаните овдека, знаеш, и од течен македонски литературен говор, тоа се претварат во некаков си азиатски дијалект, ама и да имаш пломбирано зап овдека, знаеш, уште под анестезија да си, моментове, например, шо е, еве, ој мени сам, и кој ќе го истаиш. Мораше да го стам во ситуација, јас го замислувам и сакам да му се деси едно непреведувач, они што е од собрание. Тој сакаше да кажува дека собранието, само, ај, мајката, влакно. Дамиве,
ве молам вие ќе одговорите на ова, дали е вистина? Значи само на женскиот род може да му се деси да го истај влакненцево, да види дали е однос, клепка или трепка и да види метил дали има на него. Имат ситуации кај што се памтет, не знам дали се многу мислам, не се засмење, то се за плачење барем мене. Пред 2 месеци, ова е вистинска приказна 100%. Пред 2 месеци стендап екипа во Охрид имавме во МКЦ, овдека имавме настап. Гостин ни беше Никола Радојловиќ, комичар од Србија, не знам дали го познавате. Човекот е слеп, и дење и ноќе за него е ноќе. И сега завршви, прекрасно беше шоуво и јај сега да се видиме после шоуво, знаеш, да се запознаеме кој сме, шо сме. Човеков си нарача пиво, не од чаша, од шише. И сега кој што знаеш вака се, нешто го зачеша нога вовдека, кој се наниша на луѓе златни. Со оково директно на шишево. Леле, викам овој, леле, ќе се деси. Илија Богдановски, Господ златен здравје да му дај. Во последен момент го трга шишево, леле, викам, не можеш ништо да направиш, се ко Ultimate Survivor да гледаш, пак ништо не можеш да направиш. 2 минути после дали комарец го имаше каснато, пак се залета. Илија цела вечер ова го прави. Само да избегават. Ој, викам, си има дрешено си ископат очите, тоталка. Мислам, пази, ти ако си 100% слеп, тебе ништо не ти менјава. Дали ти истаиш око, дали двете или едно, стварно ништо не ти менјава. Ама овие околу тебе ќе мисли дека ги дупчиш. Знаеш, вака дојш и со стапче. Страшно. Ова животинчево дома што го имам, жена што треби да ми е нешто слично. Мислам, не е слепа, гледа, ама несмасна е коточа. Жими се ви кашо. Фала. Прво што прави од сабајле, јас се будам кафе, пијам тау да се мавнит негде. Знаеш, по телово изчукана која латничаро застава. Вака да ја виш, толку лузни има. Луѓе златни, мислиш дека дуксер на риги носи. И дојде моментов да ја запросвам сега, сакам да сум совршен сопруг и тако дале. И зедов свети, вино, затемната атмосфера, негде тука изгледа ебав работава. Пошто ти на несмасен човек, ако му даеш вино, свеќи и затемната атмосфера, то не е романтична вечер, тоа е атентат. Ме пуцат, мене трема, знаеш, се спремам да клекнам, го земам прстенов, вака клеквам и викам, сега е, брате, моментов 33 години се спремам за ова, мора да го поставам прашање, ама без грешка. И викам, душо моја, дали ќе припазиш поќе во живота да му еба мајката? Рече да, колку е романтично, го стави в прстенот, после 10 минути го изгуби, логично, и викам, ако имат Господ здравие, нека терат работево. Да. Во моментот тука ми се постави најголемото прашање, што некој пат ми се поставило, си викам, дали татко и мајка ми ја дадоа на чување, па со време планира, знаеш, да си ја повлече, или јас треба да се ебавам со несе, пошто ако продолжи двака, ќе ми треба да се земам уште една жена за резервни дел. Знаеш, в гаража да чувам. Нога. Па, да ми се удриш мило, да ми се отепаш не. Да. Имат два мода на возење на кола. Едниот е несмасен про, односно едниот е несмасен, и другиот исто несмасен, ама несмасен про. Со тоа што во првиот влек вид в кола, ја пали, трг вид стават прва, четврта, ги покрива точине и газ. Во таква ситуација, фиксно од ретровизор. Фиксно. А во овој несмасниот про се враќа да го дојебити другиот, знаеш? Да е комплетно несмасно. Джандариве, знаеш колку почна е чудно да се доживуваат покрит по телефон, почна да ја застанве. И викаат, застани кај си, ние ќе дојме. Немој си врнала, жими све. Не пред разлика меѓу легнат, станат и од овие картонски джандари, ги поминви. Овие кутриве од централова се јавуваат, се треси цела, викат колеги, ова влезе в кола, ве молам, прибирајте се полека. Таа возит јас на совозачко, таа возит јас паничам. Ама ми текна со ракава на рачкава стојам. За не дај Боже. И логично е, значи ти кој ќе возиш, пази се, возит,
враќат на месенџер, постират слика, она рече го репорт праќат за на работа и ми зборвит мене, например, викат ме сакаш? Викам гледај напред, мори дете ќе скажиш некој. Те прашвам дали ме сакаш, пошто за незе во тој момент е најбитното прашање да ми го постави. Логично. Еве вие не знам колку возите од публика. Да возиш кола и да гледаш вака, ќе мавниш негде. Кој сакаш биди. Му ја пукна на еден колава, шо беше резултатот, тото почна вришти. Тама да плаче ко нацртани, не Никола! Викам, не пријателка сега. Не, со солзи, браники, предница не се лепе. Треба намајстор да се носи. И излекви ме, да видиме шо Белја има направено, излекви ме и сега викам шо правиме, сега викам ќе го чекаме газдава, него да го прашаш, ме сакаш? Да. Јај сега, во моментов стоиме тука, еднаш како не погоди, кој ќе сака да излезе од колава, па јас сум да го пушти. Така се има набиено овдека. Вака дори криви, не дај Боже, ко собраќајка има да има да живееме. Помош барам, луѓе, бајачка некој да знајт, некој гледачка, коцкар некој, или да ја враќам со време, или ако има некоја посмасна, да ја трампаме ако сакате. Ова може да е преувеличено, не знам како звучи, али мислам свадба кој што зглобна да правиме. Сите сте поканети, ќе ја чуваме ако ништо друго. Тука се опери доктор да ја преврси. Единствено нешто што нас двајца како капел гол што ние, знаеш, ние што се лигајме во спиење. Ама се лигајме кој лига на шампиони, значи. На некој капел гол му е, не знам, да одет во теретана, да бидат вегани, не знам, тетоважа, тој истетовирал овдека крал, таа наместо кралица и таа крал, знаеш. Тоа пошто не е капел гол, тоа е трипл гол, само го чекаат совршениот да се појави во нивниот живот. Не, нас на несакање ние да се лигајме во спиење, ма знаеш што, од сабајле кој ќе станеш литар со литар бато. Башка предходната вечера кој имаме пиено, литар со литар, ама шприцер го правиме. И викам, дај викам да превземиме нешто, човече, зато една од причините зашто не на кампување, кој ќе се разлигајме, ќе дојде некоја атмосфера, таман ќе не е бит во спиење. Вчера мене ми се деси, мислам, вчера, 32 години, 33 години ми се дешават, вака, станмам од сабајле во паника, колко на неости, ко на лепак да си имам залепен. Мајката, викам, шо е ова? Викам, ќе ја свртам перницава на снус малу да се исцедит. Тоа сум ја свртал преходната вечер, леденци имаше направено. Тоа имаше можда литар и 350. Можев да земам рибче, алги, песок и аквариум да си направам. Озбилно. И сега викам, ајде да пробам, да видам, мора да пробаш, врнеш едента, можда таванон капит, можда запчиња нови ми излегве. Не знам што се, можда имам цмиздирано нешто во сон, ја пробам. Мојата викам, прва лига, тоа е. И викам на моја, викам, дај, мора да направиме нешто, срамота е ова, дете ќе треба, ќе го излигајме, ќе го отепаме тука, ко киселина на него ќе му дај. Дај, викам, и што направивме, најпаметно што беше, тоа е ограничени вакви, изгуглавме. И прво, знаеш што пишеше, пробајте да спиете на грб. Ујеботе, викам, одма мене одговор ми се ствари, значи, јас ова гадотијава, цела вечер што се збират, гаргара да правам цела вечер. Нема се деси. Второ, ова мојово кој ше шунтаво целово ќе се удај. Вдојца ќе одам цел живот. И трето, ти да му речеш на некој што се лигај до тој степен. Да му речеш да спиет на грб. Ти исто како на цела женска популација на планетава, да ја речеш кој ќе добиеш за да не трошиш оние жолти невлошки. Така, има такви, тие се. За да не трошиш во спиење, пробај да спиеш, ама на раце вака. Господе, што не пише луѓево. Второ, што го прочитавме, консултирајте се со вашиот доктор. Имат медицински лица што се присутни во публика, ќе го гледаат ова. Лично немам ништо против, стварно. Има многу што се трудат, ама некој се отив, читат од Google, ебате. И сега што треба јас да му речам, ми треба помош за ова, ќе ми го шерни, ќе ми го пратит линков и таму да ми пишете исто консултирајте се со друг доктор. Тоа е. И третово беше операција, демек размислете за операција. Моја вас те речеш операција одма, ботокс имат со ова, ојд. Јас само застанав и реков, ве молам, овдека една операција, разсечетеме дуршоид, ревајринг да се направи, што читам вакви глупости. Некој алергичен на полен, и ние вака со здрави да си го носиш, бар така го викет, сега втора лига дебарца ќе ја гледаме. Мислам дека универзумов функционират многу спонтанко
И какви ти се мислите, таква ти е среќата. Ама не очеквев дека ако посакав да имам домашно милениче, ќе ми се погоди ретардирана мачка. Ацо, ти од оние инцестуидни мачиња кои што осеќаат, знаеш, виша сила ко промаја, осеќаат земјотресот кој ќе се деси. И неговите предаторски способности да улови нешто е колку што јас сум способен да направам реклама за шампон против првут успешна. Некој кретен ми го имаше фрлено в двор. Знаеш, го гледам мачево, се треси никакво. И сега ми беше жал, знаеш, да го фрлям аз ке комшијано на форвард да му направам. Викам, ајде го чувам, зошто иначе би чувал мачка што имат пола функции на него, знаеш? И викам да видам шо поле, иначе од неговиот размножителен природа, бе колку е ојдена, од неговиот размножителен систем, Ацо е решен да ме дупит мене. Го кревам вака, гледам тасма овдека, знаеш? Викам да му направам 2 дупки, не знаев што да направам, знаеш? Решен е да ме дупит мене, храна му носам, конзорциум ветеринари се собират. Хранава да е раково хороскоп, не знам што. Тегава некако му била, не му е нешто потев. Одам Албанија, она му пустец јаголи да да бирам. Многу коски нешто, струја го пецкало, ко сум го зел со една лопата по грб. Сега кој ќе седни се прекрствит и почне. Сакав да видам шо пол има. Мачево го кревам вака, кој што реков тепсија, дали треба 2 дупки да му направам. Викам, ајде се консултирам, не дека знам се во светов. Викам една другарка, таа се знае со сите мачки во Охрид, го креват и викат, еј, зашо се тресе? Викам, на нервна база му е сигурно нешто. Викам, може да ми откатниш шо е мачка? Викат, машко е да не се секираш. Викам, пред неколку дена, ја објаснам, трагедија во фамилијава не се деси. Застанат вака се, знаеш, и се мочат хоризонтално. Јас колку што знам, мачка го закопвит изметов, знаеш, овој не знам што имаше лазаче едно, лазаче ма 2 метра. Ајде го закопат там, утре ќе се однеси на лалињана, ќе ги закопат и нив се павчава ќе ми ја ровариш овдека. Да не се секираш, машко е. Не бев задоволен со одговоров, ќе викнам ветеринар, тој ќе знае. Го креват и викат, дој, што се треси ли бе? Обре, викам, на нервна база, ман човече. Викат, ова е машко. Му ја објаснам и него трагедијава што се дешават. Викат, абе тоа е, му е период на парење и тој се обележви да види мачкиве да помирисат. Викам, саш да ми кажеш дека мачка на 6 години со нето бруто 600 грама маса и ментал дисордер, сакаш да ми кажеш дека е способна да спари друга мачка? Море му викам, ние не го галиме дома, мислиме дека е лепрозен. Шпенигли му јам стаено на уши во овдека, ако ги трнам со си вратон ќе му падне. Викам, ќе спари некоја мачка, ќе му остане курево внатре, после јас ќе трет по комшиве да курево од Ацо да го барам. Мач. Не ми е за друго, стварно не е битно дали бил, не знам, ваков, дали е машко или женско. Не мислам да го шибам со шовинистички некој фори, ко Ацо Доги Стайл само, брате, преако е. Или, не знам, да носи мачки дома на клецање. Врата на дома е отворена за сите, елте и вие. Ми беше само, знаеш, да не му се примоча, да го мисле ретардиран дека. Пазете што одбирате со мачки или кучиња. Не тест направи нешто, не знам. И ова за крај, нешто што мене лично многу ме импресионира и така што сум го видел, се музичариве. Не викам уметници, тоа е голема група на луѓе, пошто немам видено некој харфа да влече онде на плоштад и врабец да нацртат во молив техника. Зато за музичариви, знаеш, кој ти ги видиш вака однатвор, има некоја карактеристика кај што негде припаѓа. Да видиш кој шо љуби, од кај го ваѓа лебов, а не е пекар. И за почеток викам ќе ги видим металциве. Металциве се препознатливи, носят долги коси, во црно се носят, црн леб, зајаче, мачка може да има до тој степен, мора да е црн, назарек да паднеш ти со него. И сега ова се цитати што ги слушам, стариве металци, например, знаеш, викат, брат, што се дешават, море? Целава музичка индустрија ојде у курац металци од кој почна се капет. Знаеш, го гледаш дека имат момент, трза имат, разбираш, ама од супринава некако му омеквит, викат, знаеш што прават металци на свадба? Се срамет. Викат, не можам да разберам, викат, 50% вегани од нив станаја, па не знам, пијат безалкохолно пиво, па вегетава не може морков да имат, пошто на карактеров му реагираат него, на зум пијат. Вика, ти знаеш, на времето ние кој се собиравме, овде Скопје кај се собираа металциве. Плочник, парк, љубов, така. Викат, брат, носит кој што имат. Синкамен ќе пиеш, море. Дружбава е битна.
Овие денеска викат ми дојде едно дето или викат јас извини малку сум веган, така, ако можете еден концерт да направиме, ама негде мермер кај што имат или бекатонки, пошто требава ја јадет и случајно лишај да немат, пошто тоа е за мене здраво, пошто веган сум. Нема тој момент викат брат му објасум, ојде малце море дрско, сало малце, слично нешто на Попојве. Само што не знаеме дали металциве се слични на Попојве или Попојве се на металциве слични. Долга коса, во црно се носи, убо, малу поќе пари имат, може регуларна крштевка може да ти направи и крстов наместо напаку, наместо надолу нагоре го има. Втора категорија, ојме се еден левел, тоа ти се народњаци. Ти кој ќе го видиш од далеку човече, тој не тој подскокви. Пари, знаеш како број? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Така и в продавница влегви. Или кој ќе го видиш в маркет, овде во Музичево, дека цела она староградска музика. Ој тој, разбираш? Ој тој во маркетов 3 напред и 2 назад, кој ќе се мисли меѓу Бучен, Козијак и Здравје Радово. Ој 3, 2 се враќат назад. Пошто Битолскиов некако ко за джезери му е, некако калциум многу му има. И тоа ти кој ќе го видиш, народњаков, ако нема вака тртлесто газе малу назад. Бела кошула, насмевка од 84-та вака остана така, не? Цело време вака и обравчиња црвени и румени како наскара да ги имат прано, тој е аматер. Мене ми се ногојаки кој ќе му се обесет на некој вака, кој ќе му се обесет на свадбава. Кој е највесел на свадбава? Кумов, брате, колку е највесел? Колку што имат банкава одобрено за 3000 евра? Среќа. Мене, например, ако ми се обесет на свиркава, затоа и на свадби не одам. Или кој ќе ме викне некој ко статив негде, вака, ко ова си стојам, тука си сум постоен, знаеш, како и да е. Ако земам да играм 3 напред, брзам 2, не знам да се вратам. Ако побарете од мене пари, например, да ми се завртет, можам да му дам 2 по 50 и можам да му дам можност за кредит да земам, ако сака жиран да ми би. И исто, ова си има десено, го имам посведочено, народњак му свири на син му на свадбава, знаеш опре, париве ги ваѓат и ги лепи на него. И кој ќе му спотни овдека Богоројцава, ела тргини му ја. Мислам, ти може да му трниш, ама и религијава ќе му ја повлечи, знаеш, не е убо. И шо правит, разбираш, ги стават, ги враќат овдека, колку да вртит пара, бабато. Тоа е. Пала. Левел појако тоа мене лично ми се рапери, ти кој ќе го видиш, мислам кој ќе го видиш треба да го одбегниш, зашто и неој тоа се ниша. Ова го прави. Детуле мало да му дај. Или ќе ти го заспиет или ќе го пошашави. Аха. И кој ќе оди на пример во бутик, јас барем така го замислувам, ги земат фармеркиве околу 4 квадрати, се тоа претежно за цера да ги користе. И овдека му е на пример М, надолу се 4 квадрати и овде е Л, пошто таков е рапов, знаеш? Гледа одма со Рима, одма е обраќањево. Влегви во на кабинчено, знаеш, ќе го мавни тоа блесокот од светлана и почви него, тоа за него е стејдж. Суров е рапов, ме боли стапов, пошто јас сум таков, не е братов. Можда јас сум гадов, ама ти си градов. Кај си бе Мијалков? И сватов и братов штери однаков. Сега за коста браш не ми влегвеше никако во Рима. Да. И ако сакаш да напишеш успешна песна, јака, а да е раперска, треба да има 3 ствари. Тоа е самохрана мајка, улична школа и кошарка. Самохрана мајка, мислам, тато го немат во неговиот живот, пошто е дневна, да се уфилмал мало. Улична школа и ќе дојде, например, некој ти рече, мене брат, улична школа, све ми имат научено. Исто и мене, исто и вас, и овие класика што слушаат, и джезери што се, и оние абориджинини околу оган што трчат. Не оди сред улица, ќе те встапит кола. Не кради джандари, ќе те пукнет од мавање. Ама него уличнава школа, ако не прибрано дома, во прва клупа, сетко бубалица, ама на тротоаров е таму. Никој пат не сватив зошто кошаркава го одбраја како спорт. Кој имаш пинг-понг, имаш билјард, уметничко лизгање, најверојатно, така мислам јас, не може 3 на 3 в ќелија да направи трапериви. Зато ги одбраја овие. И некоја, например, многу правци од музикава, не знам дали ќе се сложите со мене, потеквет од класичнава музика, освен аутотюн, уметнициве. Тоа потеквет од електраши. Знаеш, идет и тоа ќе ставиме 2 кондензатори овде, кабе да некој нов инструмент нема, сите се измислени. Не веќе земе кларинет, ќе дупниме одваму, пак не е тоа, сега ни треба нешто друго. И еве ги овие да пробет. Овие дечињава твој се, не бе тоа уметници ве се, си личите.
И ај да пробете, застанете едни ови, автопат, некако. Ај ти му вика, криминал, мене ми е се... Гот, еве го. Значи, потеквет од класична музика. Аутотюн уметнициве потеквет кој ќе си го слушне то нивното што го имат слушнато. Им пукет и ушните панчиња, и джигер, и мозок, и све. За крај ова ќе го речам, пошто сум овде, или можам да го речам, да видам дали ќе се сложите со мене, ако сакаш да си успешен музичар, односно признат музичар во Македонија, прво треба да имаш бугарски пасош, второ треба да имаш место за тетоважа овдека, и трето некој да ти ги мести тендериве, ако то се за соларни панели, тендер треба да се имат. За кој ќе можеш да му речеш, послушајте патриоти, во Австралија некој да ти ја платит како што треби. Луѓе, фала ви многу, прекрасни сте. Јас сум Никола Братучет, држете спонтан аплауз. Добро вечер, Скопје. Јас сум Јован од Охрид. Ако сум од Охрид, не сум од тие клетите охријани. Дајте малце ентузијазам. Ајде, дајте аплауз за сите. Скопје Комеди Фестивал. Не сум од оние што нудат смештај, а како се цени во едени поскапени, мислам дека нема појќе да нудиме охријани смештај, ќе бараме сега смештај. Нема да слушните смештај, требит, сега ќе слушните ми требит смештај, те молам. Кај било, не мора центар Драчево, шо било, кај било таму да се појд. Се не знам зашто мислат колку се цениве поскапени, секогаш за Охрид демек најскап град. Сега можитко мотно да се каже дека Охрид најскап град. Значи за се напиеш кафе и сок покрај кеј, требит кај лихвар да се заборчиш. Да, буквално, значи тама кафе турско и сокот тони на растворање ефтинине. Ако сакаш нешто ладно макијато и Кока-кола зеро, пример, појма неам, тогаш требит бубрего да го оставиш под хипотека, све кредит да си крениш и 15 минути уживај покрај кеј, мислам, гледај да поуживаш, зашто најверојатно последно ќе ти е то кафе во животот. Така што опушти се. И сега не знам што се деша, например гледам во Скопје нешто излегува по маркетиве, некои слики по социјалниве мрежи, 2000 денари кило цреши. Аматери. Охрид пред 10 години то беше, кај бевте до сега? Сега под 100 евра кило цреши не можеш да најш? Зашо вие знаеш охридскава цреша, Клеопатра ја има берено. Негде љубаништа, Дурмадона и свири на харфа и пей like a virgin. Е катастрофа, зашто мислиш ти кога ќе касниш од оваа црешава, соко в уста што ти влегвит, го име праено ко коктел 10 божици пресвети некои, сосеќаш ко на Клеопатра невиноста да ја имаш земено. Значи до толку е работава, преако е. А сега пред некој време со другари бевме до Битола и седвиме во еден кафич. И да келнеров и никад, дечки, да знајте, од пред некое време цениве поскапеа, да не се изненадите. Му викам, брат, од Охрид сме, мислам, колку ќе се изненадиме. Не, викат, јас да ви кажам, да не речите после нешто многу скапи. Добро, му викам, носи ценовников, гледаме, еспресо певче, макијато 60, седен сок 70, да му викам, брат, да се изненадивме, реално, ама колку беше ефтино. Му викам, со стандардот во Охрид, колку што трошиме, реално можам цело мени да ти го нарачам, пола од кафичов да ти купам, бакшиш да ти остави пак поевтино да си поминам, отколку Охрид покрај кеј. Катастрофа е, значи до толку е работава. Иначе, ако ви изгледа малце како потресен така вечерва, тоа е затоа што идав од Охрид, по фамозниот автопат, обид за автопат, се извинувам, Охрид Кичево. Да, автопатов го прави толку долго што во исто време, значи кога ќе го пуштат во употреба, во исто време и за музеј ќе го прогласат. Толку години го прават. Се булдужер тој што возите внукот на та првата генерација што почнале да го прават. Знаеш, ко не била ни фирма тогаш. Тоа нешто невладина организација, здружение на граѓани ги нашле дебарца, рестрико елате овде дупкиве да ги попалниме овие од Велме, ајде, ко на искусни овде дупкиве да ги попалне, толку е. Германци во Втора светска војна ко Минско поле го имат користено, имат речено стај го ким се најдно, овие глупи се за автопат ќе го користат. Катастрофа. Не знам, онде сигурно и не знам дали имате заприметено кој кјошко со бранчиња е некоја, виж, вака се движиш. Сигурно Јордан Плевнеш идејно решение има давано, нешто за уметнички дојам да имат. Тоа е затоа кога ќе се движиш на кај Охрид, да го почувствуваш разбранетото езеро на асфалтот, Охрид Кичево. Добро, тоа е кога ќе на кај Охрид, знаеш дека езеро имат, разбирам, а кога ќе од Охрид на кај Кичево, па тогаш едноставно ќе кажете кичевска работа, тоа е.
Кичевска работа ти е единица мерка за нешто што не чинит во државава. Зашо сааш кажи, масава кичевска е, не чини, тргнете, а толку е. Така се онакве. Сигурно ги имат замарано Јордан Плевнеш, имат седено на оној со Хилтана шо бушит и му имат викано: "Дечко, дали ти знаеш книгата од Иво Андрич Знаци покрај патот?" Кога Иво вели таму на 28-та страница, кога еден возач поминува по овој фамозен автопат, треба да се чувствува како баш на таа 28-ма страница, кога вели дека неговата комфортна зона мора да кореспондира со знаците покрај патот и врелата линија на жешкиот асфалт, а оттаде свири селанец, простум седи на кавал и на магаре и за добар пат ќе ви речи за Македонија, за Македонија, за Македонија. Зато е онаков пато. Катастрофа. Фала, може да скажи. И вака кога зборувам другариве ми викаат: "Море, шо ќе јаш? Не зборви така, ќе пропадниме ко држава, пропаја." Колку да пропадниме, море? Како е дното за нас? Македонија сме. Кај сакаш да пропадниме? Не разбирам. Уш колку треби да пропаѓаме за да го доприме дното. Имаш Попова шапка, имаш Галичица, имаш Скопје, имаш Охрид, дното 2000 километри простор, Кичево, па Македонија. Е толку. За Македонија. Од мана уште не се договорен дали Пеколот се викаме или Македонија. До толку е работа. Вика: "Не зборви така, во нас течи крв на антички македонци." Абе, какви антички македонци, море, каков Александар Македонски. Значи, за да си потомок на Александар Македонски, според тоа што го знаеме, треба да имаш некакви предиспозиции. Според тоа што го знаеме, тој бил плав со златна коса, злато подмишки му растело, златни заби имал, злато серел, бил висок 1,94 м, 2,98 м, да не е појќе од 3. Атлетски граден, мускулина, бил првенец на генерација со сите петки. Таблото ГТЦ му е изложено. Правил најубави смутиња. За доручек се борил со лаво и за ручек јадел антилопија, бил вегетаријанец. Имал многу голем кур. Сите му се закачвеле на курот, пошто голем, нормално. Бил најак в мала и се проширил на 3 континенти. Еве, сум пред вас, дали ова ви изглед како потомок на Александар Македонски? Единствено што можеме да сум потомок на Тимчо Муцунски, на Тоскалило сум. Тоа е левелот. Пошто видите, имам 27 години, во фаца изгледам ко 12 годишна бубалица, прва смена, втора клуба, школа Песталоци за Буњаковец, скратени часови. Во стомаков сум ко битолски чкембар, шо имат флека олајвар, шо изгледат ко 2 сперматозоиди да се чекат пред градежен, да купат за пиење пред полициски час. Бузи ала Елена Карлеуша. Брк! Гордана Јанкуловска во златните времења на Шупраиш. И Веги Маријан Стојановски. За долниот предел ништо не кажам, пошто тука сум како гробот на Александар Македонски, уште не е пронајден. Да. Тој да сакаш, не можеш да речиш: види, ова е маш, ова е антички македонец. Можеш да речиш само: тоа е. Катастрофа. Значи, нит сум плав, златен, нит висок, нит атлетски сум граден, нит се борам со лавој, нит имам конј, нит сум проширен, мислам на 3 континенти, нит тоа со курот, нешо? Иначе ова све важи само за машката популација, за женските не важи това потекло. Тие сите се најубави и сите тие потеквет од Клеопатра. Освен Мила Царовска, та потеквит од Курајца. Тоа е катастрофа. Мислам, и тоа што викат дека Александар Македонски бил многу јак и се проширил на 3 континенти. Тој се проширил зашто сакал да си јојче подалеку од Македонија. Желбата за да си јој го натерала на то. Се е бавал со секој некој само за да заборави дека потеквит од иста земја со Панчо Денка и Жаре Бербер и луѓето после милиарда години уште се замарет со него. Катастрофа жива. Ама се менвет времињава, се менвет стварно, викат ние Македонија сме биле најзаостанати, немат врска, прескавев, чекав автобус за Ситимол и да тодија се по автобус и гледам жена шофер. И она се насмеа, фубаво ми дојде и си кам, браво, гледа жена шофер, значи не сме најзаостанати. И го почекав наредниот да дојде. Мислам, супер за не, ама сега со жена шофер не влегам особено во автобус, за ДСБ, фала, не мора.
Се менве. Знаеш, порано друго беше сега, примерно некои родители кога им се роди дете, прво одет Рутеров да го апдейтират, после детево да го крстят в црква. Ке одет Рутеров, крсти ми го Рутеров, Бојана, обожавана, Мегановска, а детево крсти го Тенда, долна црта, 811-23, Р голема, ЗТЕ и паспорт од 1 до 10. Стај му да не заборавиме случајно како се викаше. Значи, кога се менвет времењава, тоа е. И сега, како што ви кажав, имам 27 години и сега дојде тој период кај што почвет да ме замарет. Ајде, жени се, време ти, ајде поврзо, ај шо чекаш, ајде. И сега смислив една тактика како да не ме замерат сите стари баби, тетки, а вито второ, трето колено, не од први ве. Тие, знаеш, кога ве, ајде жени се, шо чекаш поврзо, ајде да играме и на твоја агла, ајде. Сега кога ќе ги сретнам нив на погреб, им викам, ајде, шо чекате, ајде, поврзо, умрете и на ваша агла, ајде. И сега прекина, не саке ништо убаво да ми посакет. Тоа е многу јако. А тоа е пример, не се женам затоа што осеќам во последно дека имаме ние машкиве многу притисок. Машко е да си во врска. Значи, фразата жените имаат предност, ladies first, важи само за убај работи. Дојш да завршиш работа преку уред, само да прашам, привилич без карта да влезам, не знам ова, све резервација. Ако влезит крадец дома, нема двате, ти треба да станеш, дојш со калото да го земиш и по пижами дојш, да се справиш со крадецов и то пижамиве, ти ги има таја купено за нова година, некои со елки глупи некои, и елки плюс риги, и ти мора да ги носиш за да ја докажеш колку ја сакаш. То толку е работава, овде со тупче скинати и си незгодно тие како да се појавам бе вака пред крадецов кој ќе ме види. На шоли, дај джемперче нешто да стан, не е начин. Гледаш, те терат ненормални мисли да имаш. Заебано и са плюс видите. Јас имам фаца за лик во хорор филм прв што умират. Јас. Зашда одам? Нема потреба, знаеш, јас сум онај ликон, умират, ликов во филмов и после насловон излегвит. И почвит филмов. Тој сум. Значи тоа е онај прв што оде, темница и ти вике, тој бе провери она му шо имат и ти ко глупоиш. И некој со нож ке ти изе нешто чудовиште ке ти излезе, тој сум така и ко мал ми прави, оди види зад мта во зграда на шо имат и ке ми излезеа теткици, не курот го јадев на секое. Лошо. А еши сикам, тоа е притисоков плюс она во 90% од врскиве што сум бил многу она хипотетички саке женскиве да дознавет работи, демек дали ќе ме сакаш ако не знам шо она. Викат дали ќе ме сакаш ако на пример сега крадецот што влезе, тебе те заколеш и сега јас мислев дека ти си умрел, а уствари ти да не си умрел, ама јас да не знам и тој мене да ме киднапираше и да ме однесеше негде и на пример сега јас да си речев ам шо пак млада сум, мај ќе му дам шанса, ќе се заљубам, ќе склепаме неколку деца и ќе му купам на детево, ќе пораснам, ќе крстам Јован да ме потсеќа на тебе, ќе му купам учебник по историја, зашто ти си минато веќе и се после ти да дознаеше, ќе дојдеше да ме спасиш, да ме вратиш назад. Не, заш бе не јас да се мачам, она му деца да прам со крадецов, да се заљубвам, толку си нечувствителен, бе шо ти е тебе проблемот? Абе не едноставно не шо ти е, абе како не море, не сакаш да дојш до Естонија да ме спасиш, она му јас црнчам таму, само се клецаме секоја вечер преубони беше да ме вратиш да си се заљубиме, пак знаеш шубо ке ни е. Значи те молам не, абе шо не, Билјана излегви, те молам на велосипедска сум застанат, мислев имаш нешто важно да ми кажеш, ми рече, бегај мафни се таму, шо ти е со муабет ти бе, друг муабет. Гледаме филм, викат, ке ме сакаш ако сум чергиче? Ако си шо? Ако сум чергиче. Викам, зависи, види, чергиче, имаш функција, знаеш, ако, пример, ке те земам ко чергиче и сега, кога ќе сум воден со кал, со снег, не знам, лајна нешто, ќе се избришам од него и ќе видиме, после ќе те сменам, зашто не знам колку гомна можеш да истрпиш во животов. Значи така, јас тебе само функција ти сум. Избриши ме, измачкај ме со шобило и фрли ме и друга најди си подамо, шо ти е, шо викаш, в кино сме, филм гледаме. Иако кај нас во кино, но луѓе немат, ама немат врска, вработени веќе ги разбудиш, чути. И ова ме потсеќаат на моите покојни баба и дедо овај однос. Едно време, на баба ми ја пукна склерозата, дедо ми Паркинс, така добар стадиум, и баба ми мислеше цело време дека на дедо му е ладно. И јас ке влезе во собава, и гледам та напукала дрва во каминов да бучит 100 степени, шо правиш бабо? Види го дедо ти се треси, ладно му е, абе. Сика како да ја објаснам и секој ден джемпер му плетеше. Секој ден ни не го завршвеше, заш
склероза и другиот ден нов почвеше. И не знаеше, ќе го видеше тој стариот од претходниот ден и ви викаше: кој го има плетено брева, види го какво е растегнато, на ништо не личи, јас да ви покажам, се и почвеше нов. Тогаш за волна, не знам колку пари дадовме, бизнис ке имавме направено, уште Инстаграм ке имаше, бабините калци, цена по волна. Демек поволна, као. И то после имаше период ептен ја пукна склерозата, значи ти беше убедена дека дедо на 78 години има љубовница и дека ја варат. И викаше: не, да си јоиш, ти љубовница имаш, во иста на соба кај што спиеме и ние, и ти спиеш со неа, ама на другион кревет. Леле, баба, сикам, мислам, јес да имаш склероза, ама никој не е до толку демек да те прави буда. Не, а дедо ми пред неа, зад неа цвеќе, вака, така, да не да си го дадеш цвеќено на твоја љубовница, на грешница, на турска серија оригинал, значи, да си јоиш таму и секој ден и на дедо еднаш му пукна филмот и му викале: ти со љубовница на вака, така, и тој: да бе, да, имам љубовница, да. Спиеме во иста на соба, на другион кревет, со не изеспиам, не легвам до тебе, така си знаеш. И баба ми се замисли и го гледате. Тој има љубовница, кој те зема тебе, бе. Што не ке измисли љубоморна само да ме направи. Катастрофа. Фала ви, Скопје, тоа беше се од мене, јас сум Јован Цветковски. Фала и многу бевте прекрасни и уживајте оваа вечер. Фала, поздрав.